Државата треба да ги едуцира граѓаните за теми од јавен интерес преку медиумски кампањи, а измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се прават во согласност со европските директиви. Ова е ставот на надлежните, според кои новите решенија треба да ја подобрат состојбата во областа која е од суштинско значење за демократскиот амбиент во Македонија. Сакам да ве информирам дека, знаете, процесот и постапката беа отворени, имавме неколку средби, различни работни групи, значи од различни стейкхолдери во кои што се дел директно или индиректно инволвирани во процесот на медиумскиот екосистем во државата. И лично имавме состаноци со различни работни групи каде што имавме, да кажеме, различни погледи од тоа како треба да се реши медиумскиот простор. Знаеме дека овие прашања, ваков тип на закони сензитивни се сегде во светот, уште повеќе се сензитивни во држави каде што довербата е ниска помеѓу институциите. Измените на законот се веќе влезени во собраниска процедура, а започна и втората фаза на јавна расправа. Претходно беа консултирани сите засегнати страни кои имаат можност да ги споделат своите ставови и видувања. Според предлогот, најголем дел од државните пари треба додат за јавниот сервис, МРТ, а многу мал процент за да се подели меѓу националните, регионалните и локалните телевизии за кампања од јавен интерес. И тоа е нашата, значи 85 до 15. Затоа што е тоа реалната ситуација на патот. Од друга страна, Сдруженијето на новинари и Синдикатот на медиумски работници се противат на начинот на кој се носи овој закон. Според нив, предлогот бил изработен нетранспарентно и без експертска поддршка. Освен делот за јавни кампањи за кој најмногу дебатира стручната фела, измените на овој закон треба да ја дорегулираат целата област на работење на телевизиите, пред се да ги допрецизираат одредбите за реемитување, како авторските и сродните права на територијата на Македонија.